Речиси на секој булевар, во секое мало во Скопје, неминовно поминувате покрај 2-3 аптеки, обложувалница и казино. Бизнисот очигледно во овие гранки расте, а дел од фирмите во трката да бидат најдобри работат деноноќно. Граѓаните велат, овие бизниси се огледало на општеството. Аптеките болен народ. Калдениците не вработеност. Што друго? Коцката е за сиромасите, а аптеката е за болните. Народов овдека се коцка сирот да поработи, да земе уште некои дополнителни пари. Треба, што се вика, работа, да се отворат, како што реков, работни места, да се отворат фабрики, ово, оно. Народот да биде послободен. После секој граѓанин ќе биде задоволен. И детето што е дете ќе биде задоволен. Кога ќе гледа дека родителот оди на работа, дека знае на крајот на месецот ќе добива плата и он ќе биде среќен. Најголемиот дел од младите луѓе се концентрираат во кладениците и казината, тие претставуваат нивни омилени места. Заради тоа што немаат доволно пари луѓето и одат таму го гледаат како брз начин за да ги оплаат своите пари. Дали е само личен впечаток дека на секој чекор се отвораат аптеки и обложувалници? Нашите дополнителни истражувања на официјално достапните податоци покажаа дека растот на овие бизниси е факт. Бројките велат дека во продажбата на лекови и обложувањето од година во година се вртат се повеќе пари, во стотици милиони евра. Деталната анализа на овој сектор покажа дека сите коцкарници и обложувалници во Македонија во 2015 година имале приход од 300 милиони евра. Тоа се околу 10% од годишниот буџет на државата. Тоа значи и дека во просек секој полнолетен жител на државава годишно троши меѓу 150 и 200 евра на обложување и коцка. Оваа сума секоја година се зголемува. Во 2015 година споредена со 2014, растот на приходите во дејноста е речиси 5%. Бизнисот со аптеките во 2015 година достигнал 160 милиони евра обрт. Со истата методологија на споредба како за коцкањето, се доаѓа до заклучок дека тоа се околу 5% од државниот буџет на годишно ниво. Или секој граѓанин во Македонија годишно остава по 80 евра во аптеките, што е дневен трошок од околу 15 денари буквално за секого од нас, од најмлад до највозрасен. И овој сектор бележи пораст и тоа за 6% во споредба со 2014 година. Во двата бизниса вкупно во 2015 имало обрт од околу 500 милиони евра. Од аптеките најмногу приходи има Зегин, со повеќе од 1/3 удел во вкупниот пазар со лекови. Следува Еврофарм. Кај спортските обложувалници најдоброј моди на Спортлайф и Златна копачка, кои заедно се приближуваат до половина од целиот сектор. Држава во која бизнисите со аптеки и обложувалници цветаат е показател за социјална и економска криза, е оценката на социолозите. Иако не станува збор за идентични појави, хазардните игри ги вметнуваме во рамките на девијација, ова е аптеките се поврзани со здравјето на луѓето, меѓутоа заеднички показател социолошки може да се најде дефинитивно. Значи кога имате вие едно општество каде што имате висок процент на невработеност, каде што имате висок процент на сиромаштија, апропо на тоа самото по себе доаѓа да имате висок процент на депресија. Социјалната криза, невработеноста, високиот процент на сиромаштија најмногу влијаат. Затоа што кога немате работа гледате брз начин да остварите вие профит и да заработка. Кога немате финанси, не можете да заработите врз основа на она што го имате научено, врз основа на вашиот професионален бекграунд и тогаш барате соодветна алтернатива која што не е можеби морална, но е доходовна. Токму оваа тема била дел од истражувањето на Иванова, во која анонимно биле анкетирани 300 студенти. Од резултатите изненадена и професорката. 70% имате од младите кои што барем еднаш неделно влегуваат во обложувалница, што е фрапантен податок. Значи, и тоа поготово од онаа студентска популација, значи од идните академски граѓани. Ви имате на национални телевизии, ви се пушта играње на покер во неприкладно време. Што е страшно и вие на крај му сервирате, бидејќи што значи масовиот медиум денес. Тоа е многу моќен фактор на социјализација и вие му сервирате еве како вие може да остварите брз приход.
Според економскиот аналитичар Зоран Витанов, вината е во оние што ги водат економските политики, но и кај луѓето кои упорно ги гласаат истите личности. Тие политичари 25 години што се на власт, не 10, 25 години што се на власт, наметнаа дека ние не треба за ништо да се секираме, државата е тука да ни го реши проблемот, нека влезат кај нас у партија, ќе ги вработиме, иако е администрацијата превработена, ќе земаме кредит, а народот таа приказна е голтна. Постојано ние бюрократи биравме за министри за финансии. Луѓе што никогаш во животот не напишале една фактура, што никогаш во животот не произвеле еден производ. Затоа ни се доведовме во оваа ситуација. Погрешни луѓе стававме на погрешни места, а тие луѓе погрешна филозофија спроведуваа. И затоа сме таму кај што сме. За жал, бирајќи популисти, се покажа дека сме народ кој сака да биде лажен, вели Витанов и додава дека токму погрешниот избор ја празни Македонија. Или се во кладилниците, или се зад границите. Значи, трето нема. Младите луѓе не гледат перспектива, а ако младите луѓе не гледат перспектива, тогаш де факто нема перспектива. Мора Македонија радикално да смени нешто во економската политика, мора радикално да смени во монетарната политика, во фискалната политика, но и во така наречениот мајндсет, во филозофијата на живење. Никој не се сеќава колку бизниси започнале во оваа стара градба во строгиот центар на Скопје. Денеска во дел од приземјето има аптека. Ништо не се сагајаме, сега возборевме, не го познаваме нашето Скопје. Овде кај што е Eurofarm, не се сеќавам што имаше. Неколку стотици метри од овде, спроти Министерството за труд и социјална политика, има целосно обновена градба. Дел од минувачите успеа да се сетат што беше овој објект некогаш. Ова беше, не можам да се сетам, Старо Беко. Јас така знам. Беко? Ја Стоковна куќа. Стоковна куќа Беко. Така? Да, Скопјанка. Во поранешно Беко, Скопјанка, а денес ТЦЦ Плаза. Добар дел од приземјето се користи исто така за еден од бизнисите што цветаат. Ако на општата слика ги додадеме и честите дуќани за бели пецива, јасно е и што јадеме и што пиеме, и каде ни е надежта. Растечката македонска економија очигледно се случува на друго место.